Тина во Вашингтон зачестија пораките дека е крајно време за решение. На линија го имаме Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик. Ведран, што конкретно очекува Белата куќа? Горан, и американски владини, и НАТО представници, и аналитичари велат дека е време да се реши проблемот околу името. Филип Гордон, помошник државен секретар, во говор за американската политика кон југоисточна Европа, деновиве подлучи дека е време за храбро политичко лидерство да се реши проблемот, а воедно да се промовира стабилноста и економските можности на регионот. За председавачот на воениот комитет на НАТО пак, адмиралот Џианпаоло Ди Паола, Македонија како да е во алијансата, единствена пречка е името. Еве што кажа тој на прашање на Гласот на Америка на трибина во фондацијата Херитидж. Ние го сметаме Скопје не само како силен партнер, туку и повеќе од тоа, речиси во алијансата, бидејќи единствено нешто што го одложува членството во основа името. Салим Макнамара, кој е политички аналитичар за европски прашања во фондацијата Heritage, во интервју за Гласот на Америка веле дека Грција го проширила проблемот со јазикот, пасошите и секакви други прашања и дека е време да се стави притисок врз оваа земја да прекине да се однесува како Божем сака да се реши проблемот. Мислам дека е време некој да истапи и да ја порача на Грција. Сега се наоѓате во состојба во која ви треба европска помош поради ситуацијата со домашната економија и поради притисокот што го имате врз себе. Грција сега има поддршка од Европа и треба таа да подаде рака на друг. Преговорите може да продолжат и со Македонија во НАТО. Горан? Ведран Андоновски со јавување од Вашингтон.